Почитувани, без разлика што благодарение на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ во Македонија е суспендирана демократијата, ние во името на иднината на нашата земја ќе ја продолжиме нашата политичка борба за враќање на правната сигурност и владењето на правото. Затоа ја користиме оваа прилика да најавиме дека во наредниот период ќе поднесеме кривични пријави до сите државни функционери кои учествуваа во партиско-полицискиот пуч кој беше спроведен во Собранието на Република Македонија. Нашиот правен тим прави сериозна анализа, ги разгледува сите околности за утврдување на фактите и врз таа основа ги подготвува сите правни акти, кривични пријави кои ќе бидат поднесени во следните денови. Фактите кои досега се неспорни создаваат основани сомневања дека Трајко Велјановски со преземање на одредени действија го прекршил Уставот на Република Македонија, Законот за собрание на Република Македонија и Деловникот на собранието. Почнувајќи од начинот на кој се спроведе усвојувањето на буџетот за 2013 година, до одговорноста за насилството врз нас пратениците, кој го спроведе полицијата пред 2 дена во Законодавниот дом, одговорноста е кај Трајко Велјановски и Гордана Јанкуловска, како директно надлежни за спроведување на партиско-полицискиот пуч. Ниту едно техничко соопштение, повикување на законски одредби, дневно-политички изјави не можат да ја покријат сликата која имаше прилика да ја види целокупната домашна и меѓународна јавност. Насилното извлекување на новинарите, камерманите и фоторепортерите од страна на обезбедувањето токму пред да започне насилното исфрлање на претениците од опозицијата од собранието, без да се изгласа одлука со двотретинско мнозинство од претениците, е прекршување на член 70 од Уставот на Република Македонија. За сите злоупотреби на службени овластувања и други кривични дела, сторени од страна на државните функционери, ќе поднесеме кривични пријави. Свесни сме дека во изминатиот период се изврши брутална партизација на правосудството, како на пример вчерашното само унапредување на сопругата на портпаролот на МВР Иво Котевски, одосновен во апелационен суд. Но сепак, ние ќе ги поднесеме кривичните пријави и сигурни сме дека тие ќе бидат процесуирани, ако не денес, тогаш кога повторно ќе завладее правната држава.